Дојдовте тука со еден куп документи и различни диагнози за сите овие 8 години за вашиот син. Тврдите дека вашиот 32 годишен син, кој што во моментот е сместен во психијатриската болница во Демир Хисар, нема една единствена диагноза. Точно, менче. Вистинската диагноза, значи тумор на хипофизата, се бега од него, се пишат други диагнози. Да тргнеме од почеток, значи кај него е диагностициран тумор на хипофизата. Да. Покрај тоа има уште неколку други диагнози, се враќаат од една на друга диагноза, го лекуваат со разни лекови. Момчето е сместено веќе 2 години во психијатриската болница во Демир Хисар и вие не сте задоволни од начинот на лекување. Ве молам да ми објасните зошто. Прво менче почна, значи, и кога почнавме да одиме на лекар, значи, почна проблемот кај детето со пиење на голема количина на вода, со жалање на голема главоболка. Тоа е огромна количина на вода, како што ми кажавте. Огромна, последно ко меревме дома, значи 8 литри, 9 литри вода. Детето се жалеше на голема главоболка, значи го губеше соно. Иначе вашиот син студираше, има служено војска до 24 години, немал никаков проблем. Да, до 24 години, значи беше солиден ученик, одличен студент, значи војска си заврши како што треба, се беше во ред. Откога се врати од војска, значи почна проблемот. И ние кога се обративме на лекар, значи кажано му беше кој е проблемот со детето, и тие само едноставно, значи не пратија психички на психијатрија. Во меѓувреме вашиот син престојува веќе 2 години во психијатриската болница во Демир Хисар. Да. Таму му се менуваат диагнозите, му се даваат различни терапии, изложен е и на друг вид на психичко малтретирање, да кажам. Малтретирање. Вие како мајка го посетувате секој втор ден, рековте, забележавте дека тој таму е врзуван. Да. И малтретиран. Што донесовте и некои снимки кај нас во редакцијата? Таму покушва и дури да ми пишат забрани, значи имам сликано кај што ми пишат забрани, значи забрана за сите посетители, ама нагласено за мене. Значи зошто јас одам постојано? И што се случува таму? И сите промени кога да појдев, значи јас ќе ги видев кај детето, ќе пренесев кај докторот, ќе превземе. Иако таму се случуваше, значи и таму повраќање, кревање на притисоко, такикарди. Добро, веројатно таму интервенирале од кога вие се жалите дека бил врзуван. Да. Дека е тепан. Вистина ли? Што сте забележале? Забележав, значи, ко појдов, детето, ко ми го дојсо, значи, тепан по лицето, по челото, по очите. Кога прашав зошто, ми рекол дека со Селим се скарале, знака Селим го удрил. Значи некој од пациентите. Да. Друг доктор, значи, ми кажува да го повлечам јас детето, да се префрли па назад во второ, оти не е само Селим, значи таму, во тоа одделение. Го малтретира. Да. Донесовте некои документи каде што стои дека во одредени периоди од денот го врзуваат, така? Да. Зошто го врзуваат, со што го врзуваат? Дали е агресивен вашиот син? Јас колку што знам, че не е агресивен. Значи, јас и на докторите таму му кажувам, оти јас кој ќе појдам, го земам 4-5 сати, седиме, и му велам, вие сте психијатри, па проценете, ако е детето агресивно, ќе биде агресивно и надвор, и со мене. Значи, како кој ќе влезе таму е агресивен. Може ли да ми објасните што забележавте, какви промени кај него? Ми донесовте некакви фотографии на кои што се гледаат ожилци? Да. Од што? Првиот пат заприметив дека е синџир. Значи дека е синџир. Со ланци? Да. Го врзуваат со ланци? Да, со ланци, да. Доктора го виде и кажа дека ќе испита ситуацијата и ќе превземе. Значи за тоа да не се повтори.
Ама после, понатаму, значи, не беше врзуван со синџири, ама после сигурно друго преседо, значи со ремени, со каиши. Врзуван, значи, затоа што секој вторден јас кога да појдев, значи имаше траги на нозете. Што ќе им побарате од оваа дистанца сега, еве, преку нова на надлежните? Барате помош за вашиот син? Точно, барам одговор, значи, да кажат, значи, што се случува со моето дете, да застанат да ни кажат за туморот на хипофизата, дали е оперативен или неоперативен, дали може да се изнајде начин кај нас во државата да се реши овој проблем или да се пушти надвор. Значи, непотребно детето се држи во психијатриска болница, му се уништува живото, здравието. Никој не може да ја почувствува мојата болка, значи, како мајка кој ќе ми го дојса детето и кој ќе го видам јас, значи, што сторија од моето дете. Значи, што направија од него? Тој е постојано со терапија, со нели, антидепресиви, што прима? Да, постојано е. Постојано е, значи, со антипсихотици. За туморо прима Достинекс и Минирин и повремено прима витаминска терапија, прима инфузи. Но состојбата не се подобрува. Состојбата не се подобрува, се влошува. Сега последно, значи, предизвикана е и тахикардија,